Електронскиот и електричниот отпад и отпадот од батерии и акумулатори ќе се собира во посебни пунктови во комуналните претпријатија. Ова го договорија директорите на јавните комунални претпријатија од општините од Источнопланскиот регион на заедничката средба во Делчево, заедно со фирмата Нулта отпад, која ќе го собира и селектира овој вид на отпад. Имено, некои општини од Источниот плански регион веќе имаат подпишано договори со фирмата Нула отпад за собирање на тој отпад и предавање на фирмата, додека останатите кои што не го завршиле тоа, кои што не подпишале општините со фирмата, ќе го сторат во текот на наредните 10 на дена. Со тоа и официјално сите општини од Источниот плански регион ќе бидат вклучени активно во акцијата или во активностите за собирање на електричниот и електронскиот отпад и отпадот од батерии и акумулатори. Во секој комунално претпријатие ние си веќе ќе определиме пунктови во дел од кругот каде што граѓаните ќе го донесуваат тој отпад. На средбата исто така беше договорено фирмата Нулта отпад во соработка со Техномаркет да спроведуваат активности преку кои граѓаните кои во определен дел од неделата или месецот ќе донесат ваков вид на отпад, ќе добиваат вредносни ваучери кои ќе можат да ги искористат во Техномаркетите. Како надокнада за предадениот отпад, фирмата Техномаркет од Скопје ќе дава на нашите граѓани кои што ќе донесат отпад ваучери со вредност во зависност од типот, видот и количината на отпадот, и тие вредносни ваучери понатаму граѓаните ќе можат да ги искористат за купување на некои електрични апарати во домаќинството кои што се наоѓаат во салоните на Техномаркет. Бенефит од овој договор ќе имаат и јавните комунални претпријатија, но и самите граѓани. Од една страна ќе добиеме почисти да кажеме и со помалку отпад депонии, од друга страна нема да имаме појава на диви депонии, односно фрлање на овие апарати за домаќинството и батерии и акумулатори кој каде ќе стигне, значи како што имаме појава до сега во некои места. Него тоа соодветно ќе се третира како што треба и како што е законски, и понатаму ќе се преработува и повторно ќе се рециклира и ќе се врати пак во употреба. Електричниот и електронскиот отпад во себе содржи опасни елементи и тешки метали кои доколку дојдат во допир со природата се многу штетни и можат да предизвикаат еколошка катастрофа. Затоа селектирањето на овој вид на отпад ќе биде и во насока на зачувување на животната средина.